Наша гостинка во студиото во програма на градовите во живо е професор доктор Јованка Лазаревска-Станчевска, председател на Националната комисија за учебниците во основните и во средните училишта. Добар ден и добро ни дојдовте во емисијата. Добар ден и добро ве најдов. Многу разбранување околу учебниците, подготовките, дистрибуирање ги нема од почетокот на училишната година, меѓутоа мислам дека веќе голем процент се дистрибуирање. Полека почнуваме, пригинав. Полека почнуваме да запловуваме во, да кажам, помирни води, се надевам, бидејќи полека, но сигурно го комплетираме, го финишираме процесот на објавување на учебниците. Така што можам да кажам дека во однос на основното образование, во целост се покриени учебниците за прво, второ и четврто оделение, секако и петто. Дистрибуирани се учебниците за трето оделение, освен учебникот по математика, кој што е во процедура на одобрување. И еве веќе денеска можам да кажам дека најголем дел од учебниците за шесто оделение, македонски јазик, албански јазик, природни науки и математика се одобрени, се во дадени на графичка и компјутерска обработка и очекувам дека ќе бидат очекуваме всушност дека ќе бидат дистрибуирани до учениците до крајот на овој месец. Добро, она што споменавте математика, имаше проблем околу тој учебник? Да, учебникот со математика за трето оделение беше малку имаше проблеми со процедурата генерално во однос на рецензијата и мислењата дадени од рецензенските комисии, па поради тоа имаше, се жалеа авторите на ракописите, имаше пријавено 4 ракописи. Поради проблемите во рецензијата и стручното мислење имаше жалба од страна на учесниците, пријавените ракописи, приговори до второстепената комисија, второстепената ја врати назад постапката, така што сега сме во една фаза кога се изготви нова рецензија и продолжува, постапката мора да има секако временски период за приговори, така што ќе видиме како ќе заврши, ќе се комплетира целата процедура. Да, меѓутоа, можеби вие како комисија сте наршинот помеѓу учениците, министерство, родителите, нас медиумите несомнено. И верувам дека, меѓутоа, треба да се запазат процедурите според она што го кажувате, повторно да нема нешто што се велиме не во ред учебникот, не поминал како што треба рецензијата и така натаму и така натаму. Верувам дека ако оди сега, па не сега поспоро, меѓутоа постапката е таа. Да, постапката е таа, законската процедура е долготрајна, комплексна, има многу фази и сите тие фази се практично временски ограничени, тие временски периоди мора да се испочитуваат. И знаете како, една препрека во една од тие фази е како домино ефект, потоа се одолговлекуваат сите останати фази, а секако законски мораме да ги испочитуваме тие фази и поради тоа и родителите и учениците, секако и медиумите, наоѓаат, сметаат дека не е во ред. Меѓутоа мора да кажеме дека таа е постапката долгорочна и комплексна, мора да се испочитуваат сите тие фази, мора да се испочитуваат роковите, мора да се испочитуваат жалбените периоди, особено кога имаме за еден учебник да се јавени повеќе ракописи, така што сето тоа е во рамките на самата законска процедура. Меѓутоа морам да кажам дека ние како Национална комисија на вистина максимално се вложивме, иако работиме во нецелосен состав, само 2/3 од вкупниот број на Националната комисија е пополнет. Работиме се со цел да успееме да постигнеме да завршиме процедурата потребна за да дојдат учебниците, да се подготват и да се објават или да се дистрибуираат до учениците, така што можам да кажам дека генерално
во најголем дел учебниците ќе стигнат до учениците. Секогаш во јавноста се зборува зошто се доцни, нели еве октомври, како велиме, газиме во октомври, зошто не почна комисијата порано да работи, а знам, бидејќи сме контактирали, сме ве следиле дека и летово буквално работевте на вонредни седници, постојано имавте состаноци, се со единствена цел некако да се стаса, меѓутоа ете, тоа едно е нешто што мора да, како велиме, теорија и практика малку се поразлични. Прво, знаете, јавноста треба да биде свесна дека во овој период се усвои нов закон, нов концепт за основно образование. Значи, целиот оној претходен концепт на Кембридж се замени и сето тоа бараше, практично сето тоа представуваше и бараше прво да се усвојат нови наставни планови и програми од страна на Бирото за развојно образование и кога зборуваме за Центар за средно стручно образование од страна на Центарот за средно стручно образование, тоа се тоа огромни области, огромен фронт на работа. Вие прво треба да се изготват наставните планови и програми, па потоа да дојдат одобрени до педагошката служба, за да може таа да распише конкурс за ракописи, за да може да даде повик за рецензенти, па потоа откако ќе се пријават ракописите, нели, ние како Национална комисија формираме рецензентски комисии и ги праќаме ракописите, значи многу е комплексна процедурата, ги праќаме ракописите до рецензентите да изготват стручни мислења, исто така до Бирото за развојно образование, па да се вратат назад на Националната комисија. Во најголем број случаи рецензентите даваат забелешки на ракописите, па се враќаат назад кај авторите. И сето на корекции. На корекции, да, и сето тоа всушност бара еден долг временски период и нормално бара трпение и не смееме да брзаме не само заради законските процедури, не смееме да брзаме за да добиеме во крајна линија квалитетен учебник на крај. Меѓутоа, вие кажувате, наставните програми си течат, си ги имаат сите и таму каде што недостасуваат учебници. Тоа треба да бидат, нели, учениците и родителите и медиумите да бидат спокојни, бидејќи обезбедени се наставни материјали кои за сите предмети и за оние, значи нормално за оние за кои што има учебници, но пред се за оние за кои што нема учебници, така што и наставниот кадар и учениците имаат наставни материјали и помагала по кои што работат. Се додека не стигнат учебниците. Тие наставни програми се онлайн во некоја печатена, пишана форма? Тие се поставени на сајтот на Бирото за развојно образование, потоа како понатаму делуваат наставниците, учениците, не би можела да кажем. Добро, некако зборувавме за основното, учебниците во средното образование, каква е состојбата? Во моментот работиме на средно стручно образование. Гимназиите нема се уште усвоена програма, концепт за гимназиите, усвоен е концептот, модуларниот концепт за средно стручно образование. И тоа е една огромен фронт, огромна област каде што стотици учебници, ракописи треба да бидат изготвени, односно стотици учебници. Во моментот работиме, нели, на областите како што се туризам, угостителство, ветеринарство, градежништво и така натаму. И тоа се многу ракописи, многу книги со кои што се среќаваме, за кои што навистина е потребно време да помина целокупната процедура, практично. Само ова сакам да кажам дека ние како Национална комисија сме формирани во почетокот на март 2022 година, значи 18 месеци, и во овој временски период можете да замислите, иако сме во неполн состав,
сме одобриле околу 220 учебници, околу 10-20 учебници не се одобрени, а повеќе од 50 учебници се во процедура вратени кај авторите да постапат по корекциите и така натаму. Доста сложена комплексна работа. Да. Добро, зошто за гимназиите каде застана работата, како да кажем? Зошто нема наставна проучба? Тоа допрва ќе решаваат надлежните во бирото со министерството и така натаму. Тоа веќе не е во доменот, не е во доменот на националната. Не е во ваша надлежност. И сега како се одвива наставата? Токму ме интересира во гимназиите по стара програма, да. Со старите учебни помагала и така. Значи, тука се уште не е започната реформата. Така. Уште еднаш само сакам да повториме за учебниците за 6-то оделение. Рековте дека наскоро веќе ќе бидат дистрибуирани? Да, значи во однос на учебниците за 6-то оделение одобрени се и се дадени на компјутерски графичка обработка учебниците по македонски јазик, по албански јазик, по природни науки, кои што е преведени на јазиците на националностите, математика. Сега остануваат проблемите со историја и општество и тој проблем се провлекува и во 5-то и во 6-то оделение. Проблемот во 5-то оделение е што има изработено ракопис од страна на авторски тим, меѓутоа проблемот е изнаоѓање на председател на рецензенска комисија, нема заинтересирани универзитетски професори кои што би сакале да го рецензираат тој ракопис, додека во однос на историја и општество за 6-то оделение, тука исто долго време се чекаше, педагошката служба повеќе пати го повторуваше повикот за авторски тим да изготви ракопис и тука е во подготовка тој ракопис. Знаете, тука веќе ова одолговлекување на процедурата е всушност резултат на неусогласеноста по однос на концептот на спојување на предметот и така натаму. Да, и сега практично учат по старата... Учат по наставните програми, наставните планови, кои што ги има одобрено Бирото за развој на образование. Некако логично ми доаѓа прашањето, дали тоа се коси сега со новиот закон за основно образование? Или тоа воопшто не мора ништо да значи? Не мора ништо да значи, да. Тоа очекуваме наскоро да се разрешат и тие, да речам, предизвици. Така, во однос на бројката, очигледно е неколку пати кажувате дека сте помалку бројни во комисијата. Може да очекуваме дека ќе се комплетира бројот или... Не знам како да ви кажам, значи Националната комисија законски треба да брои 21 член. Во старт започнавме со помал број на членови. Мандатот ни е 2 години, значи веќе влегуваме во последната четвртина од мандатот. Не се пополни бројката, дури и некои членови се откажаа, така што сега сме, мислам дека околу 15 члена, значи 2/3 од она што би требало да бидеме. Да, што уште повеќе се усложнува работата, меѓутоа мораме позитивно да завршиме. Процентуално навистина, барем во основното образование, мислам дека ќе се комплетира. Да, можеме генерално да бидеме задоволни со оглед дека најголем дел од учебниците се одобрени, ќе бидат и дистрибуирани и за 6-то оделение. Навистина ова за 6-то оделение успеавме во многу кус рок со надчовечки напори да ги поминеме сите процедури цело време и работевме и јули и август и еве резултатот е добар. Да. Веројатно само треба да бидеме малку можеби и трпеливи, иако секако попушта трпението. Следна седница што ќе се работи? Ајде, ова ќе го, како велиме, да го кажеме како поминато и надмината работа.
нешто што Следна седмица веќе ни останува, сега ќе се фокусираме нели на средно стручно образование, бидејќи таму имам доста материјали, доста ракописи и нешто од ова што се ракописите математика, историја и општество од основното образование, да. Јованка Лазаревска, Станчевска, навистина ви благодарам што дојдовте и некако експлицитно и убаво ни објаснивте докаде и каква е состојбата. Обично за учебниците постојано ние новинарите го прашуваме министерот, меѓутоа еве мислам дека добивме една точна и прецизна слика докаде е состојбата со дистрибуцијата на учебниците. Ви благодарам на поканата и на можноста да објасниме целокупната процедура, докаде сме, како тече процедурата, зошто се јавуваат, да речеме, некои одложувања и така натаму.